Почва. Продължаваме с представянето на водещи македонски творци в областта на музикалното изкуство. За мен е удоволствие да ви представя Драги Станков от Кавадарци, многократен носител на първа награда в фестивала в Ландово, аранжьор, композитор на много от елитните македонски изпълнители. Драги Станков е така, въпреки че не е от Скопие, често пребивава в Скопие, има впечатление и ще му зададем дежурния въпрос за духовния живот на Скопие. Говорим за музикален живот, за сникарски, въобще уметнички живот в Скопие, клубове, изяви и така нататък. Даже в момента зад мене виждате нощна изложба, което пак говори, че Скопие ври екипи от духовен живот. Но твоето впечатление, защото ти си по-отвътре, по-често си... Да. Najprve добро вечер и поздрав до вас и до вашата телевизия. Благодарам за убавите зборови, што ме представивте. Како што кажете, значи јас сум од Неготино, но многу време и за време на студиите додека бев на факултетот за музичко уметност овде, поминував во Скопје и самото поминување низ нашата метропола, значи македонска метропола овде, кога ми буди некои топли чувства, не заради тоа што ете не е еден град, не е како во Бугарија каде што имате повеќе градови, повеќе убави места. Имаме и тука убави места, но метрополата, значи Скопје, нуди некоја топлина која што ги привлекува сите како жители на Македонија, така и сите туристи, гости од сите страни. Како што кажете, ете и позади, оние да ги наречеме во наводници улични уметници, ги имаме низ целиот град, па градот им понуди дури некои статуи на некои од нив, низ градот сега ги има како споменици. За луѓето кои што живеат во Скопје, може би се сега веќе во помал број старите скопјани, кои што имат многу повеќе да кажат за тоа, посебно за старите мејани, кои што се останати, каде што се многу ете традиција, како што и Дадија, не знам дали знаете во Девар Мало, секоја нова година, каде што традицијата е зачувана и сепак ете гледате се гради, се проширува градот како град, а концертите и сите збиднувања што се во Републиката, значи се најмногу овде. На тоа поле ете се работи многу заради тоа што се прошируваат и операта, голема нова опера има, значи со тоа се привличат и многу поголеми уметници. Да, ние днеска... Како за модерната уметност, така и за она традиционалното што спомнахме, значи и тие мејаните и сите работи, се останато и пустено до градова повеќе, што не е примери, не може да се каже и за внатрешноста во Македонија, значи ме прашате за Скопје баш. Да, ние днеска доста неща заснехме в Скопје, надявам се телевизионните зрители ще оценят всички забележителности, които успяхме да заснемем. Аз мисля, че поне 80% от забележителностите вече ги имаме заснети, но искам да кажа на публиката, че Драги Станков е участвал като аранжьор и то много успешно с аранжимент на певицата Надя Казакова, която тя спечели първа награда на изпълнителския конкурс на фестивала Перифолк. Имате ли така и други впечатления от нашия фестивал? Освен... Имам, значи, благодарам на прашањето, баш ми е драго што ми го постави това прашање. Иако сум од оваа држава, иако сум Република секаде, како пример го кажувам вашиот фестивал Перифолк. И покрај тоа што многу жалам што не бев како учесник директно таму и многу жалам заради тоа што има други обврски овде. Но вашата професионалност, не сега да ви се додворувам дека е ваша телевизија, дека сте вие до мене, тоа би требало може да го кажат некои други кај што јас сум го зборувал. Значи вашата професионалност околу самата организација на фестивалот прво ме доневиди заради тоа што како аранжер ми дозволивте од 1 до 10, ја ги памтам и датите, значи од 1 до 10 јуни, затоа што касиме добив материјал да го доставам аранжманот готов, со веќе 90% готов. А за фестивал кој што е на 3 септември, за жал
пак ја кажам, тоа кај нас не се случува така професионално и временски и со термини. Значи многу малку имам искуство тој фестивал, тоа што го гледаме на телевизија веќе е крајно професионално. Маријан Коцев кој што не е во нашата група Dream Team, ми има кажано дека за самиот сценски настап има значи сугерирање каде која камера ќе го фати, каде исто така значи и кај нас тоа го нема. Крајно професионално сработена работа. Екипа телевизионија е многу голям, тоа е 36 човека, така че няма как да не бъде стиковано организиран, защото... И многу е важно што тие луѓе, колку и да сте, најкрајно професионално се вршат работата. Да. Најискрено честитки да продолжиш уште многу години да го одржувате тој фестивал. Ние понеже така или иначе сме гости на фестивала, по линија на сътрудничеството между двата фестивала Филиграни в Скопје таа вечер, имате ли песен? Оваа година немам, ради неорганизирани работи од моја страна. Значи со термините исто пак промашивме малку со организаторите, но оваа година сум првпат како учесник со мојата група Dream Team и ќе видам како и на сцената која ќе испаднем. Сум издегувал порано за награди да земам, но сега како учесник првпат. Да. А за младите девојки исполнители бъдещи или момчета, които се ориентират в шоу бизнеса на музикалния, това е Драги Станков от Македонија, водещ композитор и аранжор на Македонија. Благодаря за интервюто. Благодарам и на вас, што ме почестивте со интервју и да ме представите на вашата телевизија. Всичко добро.